Што го прави Антонио толку влијателен, толку моќен, па дури и кога со намера не го ставаат во владата, тој сепак држи дели лекции, навистина се наметнува, диктира политики, особено на надворешната политика и така. Што е тој феномен? Имаш ли објаснување? Феномен затоа што морам тоа да му го признам без разлика од тоа какво ја мислам за него, затоа што кај сите претседатели он одлично котира. Мислам дека Љупчо Георгиевски најдобро го опише каков е карактер. Дека кај секого се упикува за да успее. Тоа значи вие треба да го промените ставот. По потреба каков е карактер на лидер. Блокира комисијата за надворешни работи. Првиот дел од ако воопшто се состане комисијата е полна уста со напади дека нема власта, не прети амбасадори, има празни места, што и беше точно. Меѓутоа се должеше најмногу преди неговата блокада. За вториот дел се блокираат оние кои што не треба да поминат. Јас бев прв од тие што ја помина процедурата, бев ставен последен на дневен ред и беше јасно. И се што е интересно, во такви се процедурите, вие сте новинари, пред тоа треба да се изјасни медиумската куќа, вече се изјаснува дека информацијата за тоа дека јас сум се степал дошла од Антонио Милошевски и од човек од МНР, мене ми јасно кој е тој човек. Така да ќе проширам очигледно процесот за клевета, меѓутоа човекот се уште е актуелен и се обидува и очигледно дејства во Брисел, важи за личност која што дели фейк вести, затоа што нели именуваше овие земји нема да не поддржат, овие земји биле против да се отворат преговорите, потоа сите амбасади, ако се сеќавате, го демантира сето тоа. Меѓутоа, он прв излезе со веста дека ќе се иде со автентично толкување во собрание за да бидат променети оние кои што не поминаа на комисијата за значи не министерот, не друг, туку он кажува. И тоа ви кажува колку е сатот во Види, во тој